Ние имаме Слушнете го Крмов. Една фрапантна ситуација фактички со буџетот. Да. Ние даваме годишно околу 1.300 милиона долари, даваме евра, само за долгови. Значи ние секоја година враќаме. И сега со оваа 1.000.000 евра земено, од кои што 700 милиона се за дел од долгот, другите сте за тековни трошоци, сколку што сваќам. Да, значи, предпоставувам. Ние практично секоја година враќаме кредит со кредит. Да. Во ситуација да имаме само мало нарушување на таа кредитна атмосфера, како што например имавме 2008, ние фактички ќе колабираме. Значи не се заработуваат пари во оваа држава? Не се враќаат со заработени пари? Целиот буџет е за тековни трошоци, за плати, за пензии, за здравство. Ние имаме, сега мислам дека беше околу само 10% за капитални инвестиции, од кои што 9 нешто, од кои што и огромен дел е и за НАТО, кои што се, како да кажам, не се тоа се еднонасочни инвестиции, значи тоа не произведуваат бомби, оружје, тенкови, вредност во едно општество, што значи дури и тие 9 нешто посто се всушност помалку. Ние немаме развоен буџет, ние имаме еден потрошачки буџет и како што стануваме и веќе сме станати да вид деиндустриализирана зона, значи ние не произведуваме ништо, не произведуваме вредност, наводно сме сервис економија, фактички не сме ни тоа, ние живееме на кредит и со тој кредит само плаќаме трошоци. Само малку да биде нарушена атмосферата кај светските кредитори, ние да не можеме да земеме кредит, ние ќе колабираме. Од 63% колку што имаме моментално долг од БДП, со парите од Обединетото кралство кои ќе влезат во систем, ќе отидеме над 80. Ние со 63 веќе губиме контрола над буџетот, со 80 веќе ќе биде готово. Така да, за жал прогнозата не е во општо добра и тоа е еден, како да кажам, една системска катастрофа која што фактички ни се случува од 91 до сега и еве сега фактички кулминира. И апсолутно јас ги кривам и двете партии, затоа од прилика по пола имат владеено со Македонија, со овие 30 и неколку години на независност, по 5-16 години едната и другата, така да тоа е системски проблем кој што е предизвикан од нив.